Абе, не ме бива без за тия работи. Айде, бе, не те бива. Да влевеш, по-мало знаки да бидеш. Абе, та не ме бива и за това. Никаква вода. Сухо. Всичко. Пустина, Сахара. Сахара, пустина. Без вода нема нищо. Нема ядене, нема айвар. Курдушоне и златен медал. Чушка. Под найлон. Ще трябваше нач до 2 пъти вода. А нема ga супират водата и това всеки се унища цялата. Значи като това ще унищено, исто ки се унища и доле по фолията. Най-малко ще 2 пъти всеки трябва за фолията вода. Това е значи по-касна артикла, ще постола. Човеците имат и фафаронка, имат и бела чушка, имат и курдушоне, ще трябва сега за земница да спрева. А и това се веки суши, няма нищо. Ако няма вода, няма да има нищо. Сега се вракам от Берово, вода пълно от там, па тук да пием вода. Директно. Види я водата. За пиене, за готвене, за банење, за перене, за се. Не пием од нея. Купуваме вода да пием. Флаширана вода. Не сме... Од кога? Ми цела година речи, каже. Боже миле, taj народ как без вода работа, треба ни вода. Беше толкова ли? Така. Море, чекай аз за нас да викнам. Боро, донеси вода! Ќе дојде до тоа, овие села ќе бидат без вода. Имаш среќа, вода имаш. Ако беше до Турија, ќе немаше. Оваа вода на еден начин Господ ни ја даде. На длабочина од 24 метри подземна вода. Доаѓа од планината окружен. Ова е реткост, сепак кај мене некако како на среќа, иначе ја има многу малку нова висина од тоа долина. Ги барам повторно под земјата, значи под подземните води. Меѓутоа, не се сили тие води. За нас сепак трајно решение беа водите од браната Турија. А ова веќе што се случува неколку години со сушите, веќе прашање е дали Турија ќе функционира за ова и нема да биде повеќе таа богатство за наводнување на сите луѓе кои ќе користат. Турија беше чиста вода. И тоа сега паѓа, како што никогаш не паднало на некои резерви долни. Јас никогаш не добив, со години овде користам вода за наводнување од Турија. Никогаш не дошло толку, да не кажам, ѓубре. Тоа се лисја, посебно лисја од бука, го запушуваат системот за наводнување, капката ја запушуваат. Имам филтри, меѓутоа досега такво запушување на мојата мрежа тука, нели, за наводнување немало. Сепак доаѓа водата која што на најниските делови на Турија, не е тоа како што беше, тоа има капацитет 40 милиони кубни, а сега каде е тоа? Проблемот е сериозен. И да, точно е. Ни се заканува еколошка катастрофа и сме на рап на катастрофа. Важен е изворот на загадување. Важна е влезната вода која што ја земаме
од единственото извориште за општина Струмица и дел од населените места, а тоа е брана Турија. Водата од Турија преку вечер не истекува. За жал можно е. Затоа што нивото на брана Турија според податоците од страна на водостопанство се 12 милиона метри кубни. Нивото на браната до прелив е 52 милиона метри кубни. Значи ние сега имаме некоја количина од 1/5 од браната. Количините на манган кои што ги има во сировата вода се енормно зголемени. Значи енормно зголемени. Ако некојаш Велес имал проблем со манган, имал 0,126 мг на литар манган во Велес, во водата. Ние сега имаме 0,600. А Велес имал проблем. Одговорот е, според мене, значи прво да се направи анализа на состојбата со брана Турија, да се соберат стручни лица, експерти и после тоа треба да се изложи дали постои проблем и како да се решава. Тоа е. Сега дали геолози, хидрогеолози, тоа не е во наша ингеренција.